Добро утро и убав ден ке ви посакам од студиото на телевизија Нова и добро дојдовте во второто издание на Нова Биз за денеска. Младата пејачка Ања Ветерова растеше на сцената пред очите на јавноста, а сега веќе дојде време да се збогува од тинеџерската во себе и пред публиката да се представи во едно позрело и навистина похрабро издание. Како музички, така и визуелно. Деновива Ања го промовира својот најнов сингл насловен Рам Бам Бам, со кој има намера да го освои и Балканот. Велам добри ден на Ања Ветерова. Ања, драго ми е што ја избра токму Нова Биз и телевизија Нова за да го испромовираме твојот нов видеоспот и сингл. Добро ве најдов. Многу ми е мило што сум дел од вашата програма, во вашата емисија. Баш ми е драго што вака утренски се дружиме и мило имаме ми е навистина што... за што да зборуваме. Точно, така. Така. Како што веќе споменав, го имаш својот нов сингл и видеоспот четврти поред. Соработуваш сосема со една нова екипа. Сега си доста позрела, многу повеќе знаеш, полека, но сигурно некако си го наоѓаш своето место на музичката сцена. Така е, да. Рам Бам Бам е новата номера со која што најавувам нов почеток од својата кариера. Песна која што навистина мислам дека ќе ја прикаже онаа позрела Ања, бидејќи јас до претходно многу пати кажав дека се појавувам во ново издание, меѓутоа мислам дека со Рам Бам Бам навистина го покажувам овој нов почеток, бидејќи самата песна е малку позрела и самиот текст на песната е таков. Имено си ти позрела? Точно, јас веќе 17 години, сепак сум тинеџерка, меѓутоа во оние посериозни години, кога навистина можам да започнам навистина убава сериозна кариера и мислам дека токму Рам Бам Бам е убав нов почеток, убаво решение за самото тоа. Кога веќе споменав во најавата дека сакаш да го освоиш и Балканот, многумина ќе кажат да, можеби е се уште рано, затоа што имаш неколку песни, но имаш само малку видеоспотови, но твојата кариера веќе долги години наназад се провлекува со тоа што започна или со детската Евровизија. И сега, дали сметаш дека е сега вистинското време за да одиш понатаму и да те запознаат малку повеќе и во регионот? Конкретно за Србија зборувам. Јас навистина мислам дека овде кај нас навистина од колку што можев од детска гледна точка го постигнав својот максимум. Со сите фестивали на кои што учествував, секаде каде што бев, сите успеси кои што ги имам зад себе, навистина мислам дека е нешто што навистина ретко кој може да го постигне на толку години. За овие години кои што јас ги имам до сега, мислам дека навистина го направив најдоброто што можев. И сега веќе почнува сериозниот момент кога навистина јас дефинитивно се одлучив да се бавам со музика и мислам дека треба да почнам буквално сериозна кариера. Допорано бев позната како детската, малата Ања, сега сум веќе поголема, возрастна. Се уште не сум ги занемарила своите малечки фанови, бидејќи тие се оние најискрени. А кога станува збор за надвор, јас од секогаш сум мечтаела и секогаш ќе мечтам додека не го постигнам тоа што навистина го сакам, а тоа е да го достигнам врвот, односно да го освојам светот. Мислам дека имам можност да го направам тоа и веќе почнав. Рам Бам Бам е прва песна која што е промовирана од IDJ Videos. Да, станува збор за српска продукцијска куќа. Точно, тоа е продукцијска куќа со која што потпишав договор на 3 години. Го проширив своето семејство. Тие комплетно ќе се грижат за твојата кариера или само видеоизданието? Вака, IDJ започнавме соработка сега со Рам Бам Бам. Тие сега овој спот само го промовираат, односно се задолжени за дистрибуирање на самиот спот. А понатаму соработуваме заедно, односно тие се оние кои што ќе стојат позади мене и одиме заедно на ист пат. Со нив заедно ќе извадим неколку номери. Со кои други музички имиња од српската естрада конкретно соработуваат и како дојдовте во контакт токму за да соработувате и направите една таква релација? Вака, IDJ нема досега артист кој што навистина тие го поддржуваат буквално. Значи јас можам да кажам дека сум точно, јас сум досега прва која што потпиша таков договор со нив, зад кој што навистина им е некој артист кој што навистина они буквално го поддржуваат. Меѓутоа имаат многу познати српски и други пејачи кои што тие им ги промовираат спотовите, како Аца Лукас,
Северина и од многу други бендови. За тебе не е таа музика можеби поразлична или поразлична, токму тоа сакам да кажам. Токму и заради тоа тие навистина многу сакаат да соработуваат со мене, бидејќи јас давам можност да се промовира различна музика, бидејќи јас пеам различна музика. Различен стил, за разлика од не е фолк или нешто слично како што тие пеат. Јас сакам да пеам и сум дел од таа жанра на музика, онаа поп, повеќе приближна до странските музички хитови и мислам дека токму Рам Бам Бам е доказ за самото тоа. Веќе 3 дена како излезе Рам Бам Бам. Во саботата, какви се реакциите? Можеби е рано, но или првиот сигнал на публиката? Па искрено да кажам, јас сум навистина многу изненадена, бидејќи не знаев како ќе ја прифатат гледачите. Сепак е песна која што е измешан македонски и англиски јазик. Во неа има дел во кој што се пее на англиски, буквално како странските музички хитови. Искрено има многу позитивни коментари, навистина и за самата песна и за видеозаписот. Има многу голема поддршка, благодарение за сите кои што навистина, за целиот тим кој што се погрежи тоа буквално да изгледа така. Соработував со НН Медија, тие се оние кои што го снимаа спотот, Немања Новаковиќ режисерот, Дарко Димитров ја напиша песната, односно музика и аранжман, а текстот е на Линдон Бериша. Рам Бам Бам навистина успеа, за само 3 дена има многу гледаност, бидејќи ја навистина не очекував толку да биде гледана. И ви благодарам на сите за поддршката која што ја дават овие дена. Одлично, убаво е да се слушна тоа. Фестивалите кои имаш искуство овде, овој пат ги занемаруваш по конкретно оваа година, одиш напред, значи како што споменавме во регионот, дали можеби најавуваш некој твое појавување на фестивалите надвор од Македонија? Вака, јас во мојата детска кариера луѓето се навикнати многу да слушаат за неа како добива награди и настапува на фестивали надвор од нашата држава и во неа. Што не е лошо. Точно. Јас навистина сум за тоа дека еден пеач навистина треба да има богата биографија и исполнета со награди, не само награди, туку учества на фестивали, бидејќи сето тоа е еден многу голем плюс. Јас од нив многу добив и би сакала се уште да учествувам на фестивали, меѓутоа сум во такви години во кои што навистина границите не можам да најдам фестивал на кој што јас навистина можам да учествувам. Чекам да наполнам 18 години и да го освојам Сан Ремо, тоа можам да го најавам, бидејќи тоа ми е навистина храбро звучи, Ања. Точно, иден сон кој што навистина сакам да си го остварам. Јас се надам дека ќе ти се оствари, бидејќи се ближи Евровизија, имаме само уште 2 дена. Да. Позитивни коментари исто така и за Јана Бурчевска и за незината песна. Точно. Кој е твоето мислење? Вака, јас сакам да ја поздравам Јана и искрено да ја пратам многу голема поддршка и среќа за настапот во четврток кој што ќе го има. Песната навистина ми се допаѓа и конечно да испратиме нешто што навистина е посовремено и помодерно и навистина поприближно до она што се случува во моментов во музиката. И што го бара таа сцена. Точно. Музика која што навистина е интересна и вреди да се слуша и вреди да се испрати на самата Евровизија. Сега за настапот не можам многу да кажам, бидејќи ни самите ние не знаеме, не ни е толку многу прикажано, меѓутоа не сумневам дека навистина ќе биде интересно и убаво со оглед на самиот пакет кој што го имаме. Така и се надевам дека оваа година ќе се најдеме повисоко на табелата, да не така е, дај Боже да влеземе во финале. Да, апсолутно, тоа е пред се најважно. Училиштето не го занемаруваш? Не, 3-та година. Точно, да. Учам во гимназијата Нова, редовна ученичка и покрај сите ангажмани кои што од страна другиот живот ми ги дава. Се уште учам, редовна сум и ги поздравувам професорите што навистина ме поддржуваат во се што правам. И имаат разбирање, така? Точно, да. Имаат многу големо разбирање. Така, одиш понатаму, сигурно? Одам понатаму, не застанувам додека не ги остварам своите соништа, бидејќи сонувам и сакам да сонувам и верувам во тоа дека еден ден навистина соништата стануваат реалност. Им порачувам на сите гледачи на ТВ Нова да
едноставно да веруваат и да сонуваат, бидејќи навистина се е можно во животот. Така, како малечка сигурно ти беше сон Евровизија, тоа се оствари. Тоа се оствари. Следена Сан Имав Ремо, многу сонови како малечка да настапувам на многу познати фестивали, многу од нив ми се остварија. Детската Евровизија еден од нив, Златната паричка, исто така Сан Ремо, кој што детскиот Сан Ремо, кој што го освоив буквално. И мислам дека можам се уште да не се придавам и да одам понатаму. Така е, само 17 години, но фин, убав разговор. Ти благодарам за ова твое денешно гостување во Нова Биз. Благодарам и на вас за поканата. Секако ти посакувам успеси понатаму, ние сме тука секогаш. Оставаме на публиката дам да секако помине кај оние кои што им се допаѓа музиката на Ања, а ние продолжуваме понатаму по кратка пауза.